Добар ден, драги ученици! Еве сме на уште еден час по хемија, наменет за осмоотделенците од основното образование. Јас сум Ленче Сркески, наставник во основното училиште Манчу Матак, Кривогаштани. Започнавте со изучување на темата органски соединенија и се запознавте со јаглеродот како основен елемент во сите органски соединенија. И денес ќе продолжиме со уште една нова наставна содржина од оваа тема, а тоа е фосилни горива. Фосилните горива не се нешто ново за вас. Со фосилните горива се сретнавте и ги проучувавте и по другите предмети од природната група на науки. Например, по предметот географија, кога учевте за седиментни карпи, по предметот биологија учевте за образување на фосилните горива, односно фосилите, влијанието на согорувањето на овие горива врз животната средина. А додека пак по физика, кога учевте за енергија, ги спомнавте фосилните горива. Што ќе научиме на овој час за фосилните горива? Ќе научиме дека горивата се најважни супстанци на земјата, дека тие се формирале во текот на милиони години. Ќе се запознаеме подетално со трите фосилни горива, нафта, јаглен и природен газ. Ќе ги видиме нивните позитивни и негативни страни и секако нивната примена во секојдневниот живот на човекот. Зошто е важно горивото? Секојдневно се употребува при процесот на приготвување храна. Во текот на зимскиот период се употребува за загревање на домовите. А додека пак автомобилите, мора да додадеме гориво во автомобилот, за да може да ја искористи хемиската енергија од горивото и да ја претвори во механичка, за да може да се движи. Фосилните горива се горива кои настанале како резултат на хемиска преобразба на фосили од растенија и животни. Поради начинот на кој настанале, се наоѓаат во горниот дел од кората на земјата. На оваа слика имаме фосил од диносаурус, кој што ни е добар доказ дека овие горива се создавале уште стотици милиони години во текот на времето и датираат од пред многу долги години. Трите фосилни горива се, како што спомнавме претходно, јаглен, кој што доста добро го познавате, нафтата и секако природниот газ. Сега да видиме кои се добри страни за искористување на фосилните горива. Зошто овие горива се толку корисни во секојдневието на човекот? Пред се за производството на електрична енергија. Огромни количини на струја може да се произведат на едно место, користејќи јаглен, и тоа на доста ефтин начин. Исто така и транспортирањето на газот и нафтата до термоцентралите е лесно. Термоцентралите на газ се многу ефикасни и можат да се градат скоро насекаде, се додека постои начин за нивно снабдување со големи количини на фосилни горива. Од друга страна, да видиме кои се недостатоците. Една негативна страна на овие горива е тоа што тие представуваат необновлив извор на енергија. Тоа значи дека човекот ги искористува многу побрзо отколку што тие може да се создаваат. Исто така, негативна карактеристика на овие горива е тоа што со нивно согорување се ослободува јаглерод диоксид, а јаглерод диоксид е стакленички газ кој што придонесува при ефектот на стаклена градина. А со преголемото производство на јаглерод диоксид при нивното согорување се зголемува ефектот на стаклена градина и се појавува несаканата појава на глобално затоплување. Да видиме што представува јагленот. Јагленот се карактеризира по тоа што тој е составен од јаглерод, основниот елемент во неговиот состав,
Содржи исто така и јаглеводороди и други елементи, вклучувајќи го и сулфурот. Сулфурот е тој кој што при согорувањето на ова гориво создава сулфурен оксид и во атмосферата се создаваат кисели дождови. Значајно за јагленот е тоа што тој е силно согорлива црна или црно-кафеава седиментна карпа. При негово согорување се создава јаглерод диоксид. Хемиската равенка за реакцијата на согорување на јаглен е следната. Јаглерод плюс кислород се добива јаглерод диоксид. Јагленот настанал во текот на геолошката историја од остатоци на вишите растенија. Тоа е фосилно гориво кое се добива од земјата преку јамски и површински ископувања. На оваа слика ги гледате рударите кои што во рудникот го ископуваат јагленот и го транспортираат надвор од него. Тоа е најзначајното гориво за производство на електрична енергија во светски размери. Следното фосилно гориво е нафта. На оваа слика е представен растителен и животински свет во океан пред околу 300 до 400 милиони години. По изумирањето на овие растенија и животни, тие се таложеле на дното на морето. Со текот на времето, овие растителни и животински остатоци се препокривале со песок и тиња. Таму, длабоко на дното на морето, поради недостаток на кислород, како и поради висок притисок и температура, се претвориле во нафта и природен газ. На оваа слика ни е дадена платформа за исцрпување нафта од дното на морињата. Нафтата е густа, леплива и запаллива течност со темна до зеленикава боја. Составена е од јаглеводороди, од кои најзастапен е октанот. Октанот е 8 алкан и при тоа тој, според него, се мери квалитетот на нафтата, според застапеноста на октанот во нафтата. Поради нејзината голема побарувачка, нафтата ја нарекуваат и црно злато. Нафтата која ќе се извади од морињата не се употребува веднаш. Се носи до рафинерии каде што се преработува. Со нејзина преработка се добиваат моторно масло, бензин, лесно масло, керозин, дизел, катран и вазелин. Последното фосилно гориво е природниот газ. Природниот газ е уште познат и како земен газ, исто така како барски газ, бидејќи го има во барите, или рударски газ, бидејќи го има во рудниците. Тој е постојан придружник на нафтата, бидејќи се создава со нејзиното настанување. Главна состојка на земниот газ е метанот, со молекулска формула CH4. Се употребува како топлински и енергетски извор. Земниот газ представува газ кој значително влијае врз ефектот на стаклена градина. Уште во 5-то одделение, кога учевме по природни науки, спомнавме дека еден од стакленичките гасови е и метанот, кој што денес предизвикува е еден од причинителите за појавата глобално затоплување. Со ова, драги ученици, ја завршуваме денешната наставна содржина. Оваа лекција ќе најдете во учебникот по хемија за 8 одделение на страна 114. А за да проверите што сте научиле, ќе ги одговорите прашањата по учебникот на страна 115. Довидување.